Добро вечер. Гледате 360 степени на првиот телевизиски канал на јавниот сервис. Еве генералната најава за темите што ги третираме вечерва. Струмица и околината се без питка вода и не се знае кога ќе ја добијат. Ние се молиме за дожд. Почнува општинско финансирање на здруженијето кое коалицијата Вреди сака да прерасне во Државна академија на науките на албанците и покрај разликите со владините партнери. Се работи за академија, не за армија. Народниот правобранител врши надзор над безбедносно-разузнавачките служби само на хартија. Решиле да направат тест на системот и тргнале во процедура на вадење безбедносни сертификати. Поднесено е за 10 лица, некаде, 10 месец 22 година. До сега добиени се само 2 сертификата. 24% од автобусите доснеа значително веќе на првата автобуска постојка. Други 24% доснеа малку. Останатите дојда во интервал пократок од 5 минути. Некад се има случајно и дури на трети час со школа да дојдам. А толку гужва што има во автобусите не можеме да се качаме нив. Еден од поголемите градови во земјава, Струмица, заедно со околните населени места, се без питка вода веќе една недела. Уште позагрижувачко е сознанието дека никој не знае кога ќе се реши проблемот. Во меѓувреме, додека жителите се снаоѓаат, се појави и воено профитерство со зголемување на цената на флашираната вода. Неизбежни се и партиско-политичките стрели. Сторијата е на Владко Чаловски. Малкумина знаат, многумина политизираат. Тоа треба да се го расчистат едни меѓу други. Без разлика не ги менувам партиски, али едни меѓу други треба да се расчистат, тоа е вода за сите. Тоа е природа, така. Тука нема политика. Ами некои сакат политика да намери, што не е управо. Нема врска. Политика тука нема врска. Денеска се заокружува една недела откако струмичани и жителите од околните села се без исправна вода за пиење. Како дојде до тоа и што е решението? Вака изгледа деновиве водата која од браната Турија влегува во филтер станицата на општина Струмица, со која раководи јавното предпријатие Комуналец Струмица. Оваа вода поминува низ процес на озонирање, поди во таложник, па процес за филтрација, стерилизација, па во резервоар за чиста вода од каде потоа се дели на вода за пиење и вода за наводнување. Проблемот, според надлежните, е што поради нискиот водостој во браната Турија, заедно со водата доаѓа седимент богат со манган. А вака во Струмица изгледаше утрото на 1 октомври, неколку дена откако Агенцијата за храна и ветеринарство соопшти дека водата во Струмица не е исправна за пиење. Половина час откако пристигнавме, на градскиот плоштад се паркираше жолто комбе од кое се растовари флаширана вода. Ова е преку ВМРО, донирано од Кожувчанка. За брзо, пунктот за вода стана политичка говорница. Советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата, кои се опозиција во Струмица, начело со советникот Владимир Ристов, побара одговорност од локалните власти. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН преку донации денеска обезбеди 40.000 шишиња флаширана вода за пиење или околу 50 тони вода за пиење, кои ќе бидат поделени на населението, бидејќи градоначалникот Костадинов и општина Струмица веќе подолг период ги оставија граѓаните без чиста вода за пиење. Наместо паушално да се препокуваме на пресконференции што ги одржува градоначалникот за медиумите и за граѓаните, проблемите на граѓаните се решаваат на седница на Совет на општина Струмица, на која најпрви ние ќе треба да ги добиеме сите информации. Ако обезбеди мојата оставка чиста вода, веднаш би ја понудил. Нема, верувам дека нема градоначалник кој што би сакал да ги тероризира граѓаните. Ама апсолутно тоа е неиздржано. Тоа е тотално неиздржано и е обид за поентирање некакви политички поени, но мислам дека граѓаните многу добро разбраа дека станува збор за обид, за саботажа кон мене. Сега е барање за вонредна седница. Кој ќе присуствува на вонредната седница? Кажа
да дојде некој експерт, министерот за земјоделие, директорот на водостопанство, што ќе разговара? Нема проблем со цевките. Градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов признава дека проблемот со водоснабдувањето во Струмица е сериозен и дека се прават обиди и со домашни и со експерти од соседството брзо да се најде решение. Додава дека и нему состојбата му е секојдневна тежина, но и дека се мали шансите низ чешмите набрзо да потече питка вода. Проблемот е во влезната вода во филтер станица, влезната вода техничка, која што ја земаме од единствениот извор за Струмица, тоа е брана Турија, која што ни доаѓа во форма на кал и со високо ниво на манган, кој е тежок метал, и има законска одредена толеранција колку може да постои манган во водата, кој што е исправен за да биде истата питка вода. За жал, таа техничка вода која ја набавуваме од АД водостопанство, не сме во можност да ја преработиме и да дојде до степен на питка вода. Браната Турија има максимален капацитет од 50 милиони метри кубни вода. Во моментов во неја е акумулирана само 1/4 од горната граница, околу 12 милиони метри кубни. Вината што во браната нема повеќе вода, што е услов да нема проблем со водата за пиење во Струмица, според Костадинов е недоволната грижа за браната, особено првите филтри на техничката вода. Бидејќи рековте дека е сложен проблем, што значи тоа? Уште колку може ли да се предвиди уште колку дена нема да има питка вода? Тоа е огромен проблем за Струмица и како таков треба граѓаните да знаат дека е навистина голем проблемот. Не можам јас да очекувам, значи правиме обиди да самата техничка вода која што доаѓа во филтер станицата како влезна од брана Турија ја преработиме со ареација, односно скокови на вода, како што објаснија техничките лица од страна на комуналец, да го намалиме нивото на манган, па после со процесот на оксидација, озонирање, го доведеме до законски дозволеното на ниво на манган во водата. Не ми е банално, но за жал, како и за се во државата, и кога има пожари, и кога нема вода, ние се молиме за дожд. Тоа беше одговорот на директорот на подружницата на водостопанство овде, Струмички слив, дека чекаме да заварне дожд. А штом нема питка вода низ цевките на градскиот водовод, локалното комунално предпријатие мора да ја обезбеди на други начини. Забележавме канистри со питка вода низ градот, откако ја напуштивме општинската зграда. Чекаа на одобрение Центарот за јавно здравје и лабораториите, за да бидат поставени во градинките, училиштата и на неколку локации во Струмица и околните села. На терен ги затекнавме првите луѓе на градските предпријатија. Канистрите кои ги гледаме во позадина ќе бидат поставени во 6 населени места, кои што го имаат проблемот со неисправност на вода. Тоа е населено место Дабиле, Проседниково, Добрејци, Градско Балдовци, Водоча и Баница, како и во повеќе локации во град Струмица. Локациите ги имаме одредено, сатниците по колку ќе бидат цистерните поставени, исто така ги имаме одредено, доколку дојде до недостиг на вода во одредени канистри, во секој момент имаме спремено цистерни кои што ќе вршат дотур на питка вода до крајните корисници. Иако питка, водата од канистрите ќе се користи во градинките и училиштата за миење и готвење. За пиење, најмалите ќе консумираат вода од апарати со флаширана вода. Граѓаните се свесни за проблемот, но ги интересира пред се решението. Навикнале, како што велат, да имаат една од најквалитетните води во земјава. А сега мораат да полнат од бунар кај стадионот Младост или да се соочат со воено профитерство. Некаде има кај што е качана цената на водата? Има. Ја тука на булеваро од 60 динара на 100 динара тубот, од 6 литра. Значи има и такви кои што на улица на Лено може да видите паркирани стама кај сакат на марката на народот да печелат пари. Ја од црвено. 100 динара, а сега за мека. Качи водата, качи видео ти нема вода. Си играат мејтап со нас. А вие зашто ја користите оваа вода? За пиење, за манџа, викат оти за манџа не би дал. Кој бе не бил? А дома не. Не, домашната и за манџа не би бил.
А таа тука за нанџа за пиене. Во разговорите наидовме на струмичани кои беа загрижени за своето здравје, бидејќи ја пиеле водата пред да се дознае дека е загадена, а има и такви кои продолжиле да ја пијат и по забраната. Како зголемените количини на манган се одразуваат на организмот, разговаравме со токсикологот Андон Чибишев. Може да предизвика многу сериозни здравствени потешкоти кои што можат сериозно да го нарушат здравјето, меѓутоа исто така постои сериозна опасност ако таквите зголемени концентрации се внесуваат во организмот подолг временски период, па и во помали концентрации, посебно кај млади и кај деца до 16, односно 19 години, каде што можат да предизвикаат сериозни оштетувања на централниот нервен систем. Иако, вели Чибишев, манганот не се задржува долго во организмот, може да предизвика посериозна штета доколку се внесува почесто. Сепак неговото влијание зависи од возраста на човекот, полот, од начинот на живење, од начинот на исхрана и од други фактори. Како да се реши проблемот, став побаравме и од водостопанското предпријатие Струмички слив. Не одбија за интервју во камера, но во неформален телефонски разговор ни рекоа дека решението е истото што го кажува и градоначалникот. Акумулација на повеќе вода во Турија со повеќе дождливи денови. Бизнис заедницата не беше заинтересирана за одговори, па така, пред секоја голтка кафе во Струмичките барови деновиве, треба да си го поставите прашањето. Не за брендот, туку за основната суровина во него – водата. Продолжуваме. Коалицијата Вреди, која е дел од власта на централно ниво, не се откажува од идејата Граѓанското академско здружение за наука и уметност на албанците да прерасне во Државна академија на науките и уметностите на албанците и покрај негативните ставови од ВМРО, ДПМН и ЗНАМ. Општина Тетово веќе помогнала за опремување на канцеларијата, а сите други општини предводени од кадри на Вреди од нова година ќе одвојуваат пари за активности на здруженијето. Известно е дека локалните самоуправи предводени од ДУИ нема да учествуваат во иницијативата, нарекувајќи ја импровизирана креација. Иако се најавуваше од владата, велат дека прашањето не е отворено меѓу коалицијските партнери. За сега. Повеќе од Галена Николовска-Ризановиќ. На 27 јули, како бомба во јавноста, одекна веста дека партнерот во владата, коалицијата Вреди, ќе поддржи формирање Албанска академија на науките и уметностите во земјава. Пораката дојде од Тетово, каде на средба со група професори, лидерите на Вреди порачаа дека е време да се покаже интелектуалниот капацитет на албанците во земјава. Nuk doam të humbim kohë. Komunat të cilat për momentin udhëheqjen nga koalicioni Vlen veçma kanë shpreh gatishmëri të përkrahin, ne do të ftojmë gjitha komunat të cilat janë të interesuar të përkrahin këtë akademi në fazën e parë ta përkrahin dhe në ndërkohë do shohim zgjidhje institucionale që ajo të financohet nga buxheti i shtetit. Но не само идејата за државно финансирање, туку воопшто за формирање втора државна академија на науките и уметностите, паралелно со МАНУ, не најдена поддршка од другите партнери во владината коалиција. ВМРО, ДПМН и ЗНАМ порачаа, не е време за делби. Ставот наш како ВМРО ДПМН е јасен. Имаме ние Македонска академија на науките и уметностите, во рамките на таа академија се собрани научната мисла, научниците кои што се од различна етничка припадност. Несогласувањата според најавите требаше да се дискутираат во рамки на владината коалиција. Што се договорија политичарите и докаде идејата за Албанска академија? Мала канцеларија во стариот трговски центар Ловец во Тетово. Тука се наоѓа седиштето на Сдруженијето на граѓани кое го носи називот Академско здружение за науки и уметности на албанците. Така биле впишани во Централниот регистар во 2022 година, кога е оформена организацијата, откако не им било дозволено да се регистрираат како академија. Секретарот на Сдруженијето Зекир Кадриу вели дека нивната намера не била да предизвикаат тензии, туку како што вели да се занимаваат со научна дејност која ќе биде финансиски поддржана од државата. Доставивме документација да бидеме академија на науки, не заради некоја паралела, туку заради тоа што
да имаме простор и начин за работење. Јас мислим дека тука ништо нема паралелно. Паралелно се кажеше и тогаш кога се формира Тетовскиот универзитет, ама не може во науката да биде нешто паралелно. Ние во ова држава живееме, се трудиме овде да даваме допринос. Во Сдруженијето се активни 15 на членови. Дел од нив конкурирале да станат академици во Оману, но биле одбиени. Неосновано вели Кадрiju и токму тоа ги поттикнало да иницираат формирање посебна академија. Например, професор Авзи Мустафа, тој неколку пати се обидувал и конкурирал, не беше приман. Професор Тахир Заязи, што добар научник е и човек што се обидувал да биде дел од МАНУ, професор Джеладин Мурати, професор Хасан Јашари, овие што ги знам само ја. Ние се обидуваме да му објасниме на луѓето дека не е целта за секој од нас да биде таму или по секоја цена да биде минето, туку да се гледа можноста, квалитетот, вредностите и на крај краишта да се види што би можеле ние да допринесеме, бидејќи цениме дека едно долго време ние сме работиле на високо образование и сега се уште имаме можност да работиме, зашто да користиме тоа. Академското здружение засега останува само тоа, здружение на граѓани, но веќе добива помош од јавни фондови. За канцеларијата во Тетово им помогнале општината и градоначалникот Билал Касами. Па во општина Тетово побаравме објаснување врз која основа ја дале помошта, дали за тоа има одлуки и евентуално јавни набавки. Одговор не добивме. Но известно е дека Академското здружение ќе добива средства и од други општини веќе од следната година. Сите нив ги водат кадри на коалицијата Вреди, Тетово, Гостивар, Чаир и Желино. Најмалата општина меѓу нив е Желино. Колку пари планираат да издвојат за оваа иницијатива, засега немаат прецизен план. Градоначалникот Блерим Сејди увели дека наскоро ќе имаат средба со претседателите на советите на останатите општини, предводени од кадри на Вреди и ќе утврдат методологија. Ние не можеме конкретно да кажеме, пошто после ќе се мисли погрешно дека кратиме на образование или на култура такви работи. Значи ние ќе одредиме која ставка нема да за ова година, пошто ние имаме наши приоритети за секоја година. Пример, ова година имавме приоритет за инфраструктура во локални патишта. Наредна година ќе имаме комбинирано, значи комбинирани приоритети, пример со училишта и водоводни мрежи. Сега ќе видиме во тој дел каде што нема да инвестираме или нема да биде приоритет, ќе скратиме од тие ставки и ќе ги префрлиме и ќе ги предвидиме, значи нашите средства за ова иницијатива. Во земјата има и други општини во чии градоначалнички фотели седат етнички албанци, но тие се од редовите на Демократската унија за интеграција. Досега тие јавно не ја поддржаа иницијативата, па прашавме како ќе се постават тие и ДУИ по најавите дека градоначалници од редовите на Вреди финансиски ќе го поддржуваат Академското здружение за науки и уметности на албанците. Од ДУИ застанаа зад постоењето на една академија во земјава, во која ќе има правична застапеност. Наместо да создаваат паралелни политички импровизирани креации, финансирани од општините, наша цел е Академијата на науките и уметностите на Северна Македонија да биде институција во која албанците ќе имаат вистинска и правична застапеност. Финансирана од државата, односно даночните средства на сите граѓани, вклучувајќи ги албанците. Оваа институција мора да ја одразува мултиетничката природа на земјата и да работи во интерес на сите нејзини граѓани. Идејата за нова академија пред 2 месеца веќе беше отфрлена од коалициските партнери на Вреди во власта, ВМРО ДПМН и ЗНАМ. Но и покрај тоа, премиерот Христијан Мицкоски и неговиот заменик од Вреди Изет Меджити тогаш јавно порачаа дека различните мислења на оваа тема ќе се дискутираат во рамки на владината коалиција. Па сега прашавме во владата што се договорија. Според одговорот што го добивме од секторот за односи со јавност во владата, коалициските партнери досега не разговарале на оваа тема и покрај најавите. Ова прашање не е отворено како тема во владината коалиција. Ставот е јасен и недвосмислен и е неколку пати повторен од претседателот на владата, а тоа е дека науката не препознава етникуми
и дека Македонската академија на науките и уметностите е местото кое што ја обединува сета научна мисла во државата и таа треба да се обединува, бидејќи во обединувањето е иднината. И покрај цврстиот став на ВМРО ДПМН против Академија паралелна со МАНУ, од Вреди велат дека тие немаат намера да отстапат од иницијативата ветена во предизборната кампања. Председателот на Алтернатива Зекирија Ибрахими, еден од 4 субјекти кои ја сочинуваат Вреди, вели дека имаат доволно аргументи со кои ќе ги убедат коалициските партнери. Ние не сме рекли дека сакаме да ја уриваме сегашната академија МАНУ што е, но јавно се знае дека ние албанците имаме над скоро 1000 професори по универзитетите во Тетовски, во Штулов, во Мајка Тереза, а едва имаме само еден академик во МАНУ. Мислам дека не сме доволно објаснети и со нашите владени партнери. Знам каков бил нивниот став. Мислам дека двоиднина ќе изнајдеме заеднички јазики на оваа тема, бидејќи се работи за академија, а не за армија. Мислам, сите ние би требале да бидеме свесни дека од тоа никој нема да губи, туку сите ќе добиеме. Ибрахими вели дека имаат и предлог со кој ќе се овозможи државно финансирање на академијата. Би требало да се смени сегашниот закон за основање на МАНУ или да изгласаме еден нов закон за основање на една академија на албанците во Северна Македонија и тука би се предвиделе и начините на функционирање на таа академија. Настрана од партиите, идејата за нова академија не им се допадна ниту на академиците. Од МАНУ порачаа дека постои само една национална академија која ја представува државата, а од основањето па до денес во академијата членуваат припадници на македонскиот народ, но и другите етнички заедници, порачаа од МАНУ. Во последната декада во составот на МАНУ имаше 4 члена од албанска етничка припадност, од кои што во трите последователни раководства еден беше научен секретар, а двајца подпредседатели на академијата, од кои еден е во актуелното раководство, како и 3 члена надвор од работниот состав. Состав во јавноста излегува и дел од членовите албанци во МАНУ. Академик Изет Зекири не ја отфрли целосно идејата за албанска академија, но кажа: МАНУ е и наша. Институцијата е сменета и треба да продолжи борбата, таа да биде за сите граѓани на земјата. Таман се создадува услови за да профункционира механизмот за граѓански надзор над полицијата предводен од омбудсманот, Министерството за финансии ги скрати парите со кои требаше да се исплаќа надомест за учество на невладиниот сектор. Слично тече имплементацијата и на други законски обврски кои во изминативе години ги доби народниот правобранител, но не може целосно да ги практикува. Зоран Јовановски анализираше што треба да се направи за и народниот правобранител на Република Северна Македонија да ја добие посакуваната акредитација со статус А во Европската мрежа на национални институции за човекови права. Една од надлежностите на народниот правобранител, или поинаку наречен омбудсман, е надзор над работењето на институциите од безбедносно-разузнавачкиот сектор. Поедноставено, тој ги штити правата на граѓаните што потенцијално можат да бидат прекршени при дејствувањето на полицијата и тајните служби. Таа заштита на човековите права се однесува на можните прекршувања на постапката при реализација на посебни истражни мерки, следење на комуникациите, постапување на полицијата при апсење или казнување, односот на затворската полиција кон затворениците и слична. Но оваа надлежност не потекнува изворно од Законот за народниот правобранител, туку произлегува од одредбите во други посебни закони. Институцијата е набројана меѓу надзорните тела во Законот за Агенцијата за национална безбедност, а во Законот за следење на комуникациите во член 56 конкретно пишува: Народниот правобранител на Република Македонија врши надзор над законитоста на преземените активности при спроведувањето на мерките за следење на комуникациите,
од аспект на заштита на човековите права и слободи. Но иако ги има овие надлежности, омбудсманот не може докрај да ги спроведе. Првенствено, институцијата нема посебен буџет, туку како и многу други, пари бара од Министерството за финансии. Ова ја ограничува слободата и независноста во функционирањето, меѓу другото и при ангажирање потребен кадар, и по стручност и по бројност. А за да можат кадри вработени кај Народниот правобранител доследно да вршат надзор над безбедносните и разузнавачките институции, често е потребен пристап до класифицирани информации. Тука се појавила суштинската дилема, дали треба или не да поседуваат безбедносен сертификат. Минатиот правобранител имаше став дека е доволна одредбата од нашиот закон за Народниот правобранител, кој што тврди дека сите органи, организации и установи се должни да му ги обезбедат сите податоци без оглед на степенот на тајност и да му овозможат непречено, нели, како соработка, така и осварување на неговите надлежности. Меѓутоа, ставот, да кажам, на институцииве по однос на кој што треба да се постапува беше сосема спротивен. Од Канцеларијата на Народниот правобранител решиле да направат тест на системот и тргнале во процедура на вадење безбедносни сертификати. Поднесено е за 10 лица, тоа е направено некаде, значи 10 месец 22 година. До сега, во изминатиот временски период, значи ја сега деновиве направивме и дополнителна проверка, добиени се само 2 сертификата и тоа е со време траење од 5 години. Затоа Билбиловски смета дека се потребни законски измени. Токму поради самата неусогласеност на овие 2 закони, да кажеме, во одредбите од материјалниот закон кој што регулира работата на Народниот правобранител, во сите овие изминати години не се направени измени со кои што би се усогласила надлежноста по однос на извршувањето и на оваа и ваква надлежност во смисла да се предвиди посебна организацијска единица внатре во институцијата на Народниот правобранител, да се систематизираат соодветни работни места, крајно да се предвидат и извршители кои што децидно со решение и кои што би имале работи и работни задачи токму да го вршат надзорот над безбедносните служби. Со измените на Законот за Народниот правобранител во 2018 година беше воведен и механизмот за граѓанска контрола над полицијата, како критериум на Советот на Европа. Треба да биде составен од вработени кај Народниот правобранител и од тројца надворешни членови од граѓански организации, избрани од собранието. Тие треба да го надгледуваат начинот на постапување на полициските службеници и затворската полиција за евентуални повреди при постапувањето. Претседателката на Хелсиншкиот комитет за човекови права, Уранија Пировска, е меѓу тројцата надворешни членови. Улогата на надворешните членови, односно представниците на граѓанските организации кои што на оглас се избрани нели од страна на Комисијата за избор и именувања, е да учествува во работата на надворешниот механизам, да врши посети заедно со членовите на надворешниот механизам, односно луѓето кои што се вработени во Народниот правобранител, и да го даде својот, да речам, некако да ја даде таа некоја си додадена вредност од своето искуство на терен, затоа што... Но Пировска вели дека овој механизам се уште не функционира како што треба и порачува дека му е потребна поголема видливост. Заради тоа што зборуваме за вулнерабилна категорија на граѓани. Граѓани кои што се лишени од слобода, граѓани кои што многу често не можат да ја пренесат информацијата, не можат да известат за тоа што им се случува и многу често се плашат да го сторат тоа. Затоа е потребно да постои таков механизам кој што ќе излегува на лице место, ќе врши увид во состојбите и ќе може да врши разговор со осудениците, односно затворениците. Всушност, надворешните членови на механизмот во моментов не се активни, што според Народниот правобранител го прави механизмот делумно функционален, бидејќи сепак работат внатрешните членови. Тој вели дека имало недоразбирања околу методологијата за вклученоста на надворешните членови и на доместокот што ќе го добиваат. Ова било речиси надминато во 2023 година, но токму поради финансиската зависност, проблемот повторно се појавил. Собранието во 2023 година има избрано 3 невладини организации и после неколку
состаноци со представниците на овие организации е утврдена методологијата за нивно вклучување и начелно е договорен и надоместокот и висината на надоместокот за овие организации. Но за жал, со буџетот за 2024 година и ребалансот на тој буџет кој беше направен летото оваа година, средствата за надоместок за исплата на овие организации не ни беа одобрени. И по мои информации и со проект буџетот за 2025 година државата не предвидува средства за надоместок за нивниот ангажман. Тоа од друга страна значи формално исполнување на нашата обврска за создавање на механизам за граѓанска контрола, но де факто негово блокирање во функционирањето. Токму поради недостатокот на финансиска, кадровска и просторна независност и поставеност на дел од обврските во други, а не во Законот за народниот правобранител, институцијата со години не може докрај да ги оствари сите надлежности. А без тоа, омбудсманот не може да добие така наречена акредитација со статус А во Европската мрежа на национални институции за човекови права. Институцијата не ги исполнува и обврските што произлегуваат од париските принципи, усвоени со резолуција на Обединетите нации, обврска што ја има преземено и земјава. Во тие принципи се предвидени неколку услови кои овие национални тела треба да ги исполнуваат. Ние, впрочем, сме единствената национална институција во регионот која не ги исполнува овие критериуми, како резултат на неусогласување на нашиот закон со овие принципи на Обединетите нации. Тоа што треба да се додаде во Законот за народниот правобранител, според Зибери, се обврските преземени од Советот на Европа, обврските што произлегуваат од Конвенцијата за заштита на правата на лицата со попреченост, како и дека народниот правобранител треба да биде национален известувач за трговија со луѓе и миграција. Овие и неколку други домени во областа на заштитата на човековите права беа истакнати и во извештајот на Прибе, кога ја скенираше состојбата во нашата земја и нашата земја прифати обврски овие прашања да ги уредува. Но, за жал, досега тоа не е направено. Србија во еден период важеше за позитивен пример во соседството. За време на мандатот на Саша Јанковиќ како народен правобранител од 2007 до 2017 година е направена првата опсежна контрола над безбедносно-разузнавачките институции, која подоцна е истакнувана како добра пракса на европско ниво. И заista u tom periodu, tokom tih 10 godina, korišćen zaista pun dijapazon, dakle celokupan spektar nadležnosti i ovlašćenja koje ombudsman ima u odnosu na sektor bezbednosti, pa dakle od zakonodavnih inicijativa kojima su zapravo jačani normativni preduslovi za kontrolu sektora bezbednosti preko uspešnog ubaranja određenih starijih zakona pred Ustavnim sudom do velikog broja individualnih postupaka koji su vođeni odnosno na policiju, vojsku i obavešteno bezbednosni sektor. Лука Глушац ја нагласува потребата Северна Македонија да се придвижи кон реформи кои ќе доведат до исполнување на условите за акредитација со статус А. U slučaju Makedonije ombudsman ima B status, institucija 2011. prolazila kroz akreditaciju, rađene su izmene zakonodavstva umeđu vremenu, neki od tih normativnih prepreka koji su tada postojale za dobijanje A statusa su otklonjane. Ono što je zaista ključno je da država podrži instituciju ombudsmana tako što će pre svega čuvati njenu nezavisnost. Takođe je vrlo važno da se obezbedi finansijska nezavisnost. To znači prosto budžet institucije ombudsmana mora da bude adekvatan i optimalan da bi ona zaista mogla da na pravi način obavlja svoje aktivnosti i zaista koristi svoj mandat. Еден обид за измени во Законот за народниот правобранител на предлог на тројца пратеници беше направен во декември 2023 година. Тие ја поминаа речиси целата собраниска процедура и се најдоа на дневниот ред на последната седница на собранието пред изборите, но не беа изгласани поради повеќе од 1000 амандмани што ги поднесе левица. Дека се неопходни законски измени беше констатирано на конференцијата што кон крајот на минатата година се одржа во Скопје, во организација на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАФ.
На неа, покрај народниот правобранител, учествуваа пратеници, експерти, амбасадори, како и поранешни омбудсмани од повеќе земји. Пораката беше дека со соодветни законски измени, народниот правобранител ќе може да почне да ја практикува надзорната улога над безбедносно-разузнавачкиот сектор, која засега ја има само на хартија. Скопје има само еден систем за масовен јавен транспорт – автобуси. Уште летово, кога бројот на патници вообичаено е помал, директорот на јавното сообраќајно предпријатие Скопје тврдеше дека нема доволно возила за да го исполни летниот возен ред. Заврши одморите, почне учебната година, а со тоа и зимскиот возен ред за кој се потребни уште повеќе автобуси. Хекурена Кефи проверуваше какви се последиците на терен. Далечниот 17 јануари 1948 година е конституирано градското автобуско сообраќајно предпријатие. 4 децении подосна, во 1989 година, со одлука на Собранието на град Скопје, работната организација за градски сообраќај Скопје е трансформирана во јавно сообраќајно предпријатие Скопје. Или 76 години ЈСП е крвоток на главниот град, во кој сега живеат околу половина милион жители. Но не е тајна дека организмот има се поголеми проблеми со циркулацијата. Немало гориво, немало ова, немало она. Значи стално 66-ките ги нема. Дали Значи, доаѓа на време тука? Не доаѓа на време. Никој пат. Само 66-ки ги каснат, дефеци, непоправени, неисправни, без нафта, неиспритани, значи многу работи. Колку најдолго сте чекале за автобус? Па некои пати 50 минути. 50 минути, иначе просек е сега 40 минути. Ретко да најдиш случајно. И плюс не им се синхронизирани. Идете од еднаш во еден правец, гледаш 3-4, а во твојот правец што треба да дојде автобусот го нема. Јас 19,200, што тори за ред? Па нема, се принудувам со 50 мица па да ме префрлат, да ме зима синот со кола, така. Со децении наназад, ЈСП работи во финансиски минус, кој се покрива со субвенции од градска каса. За време на владите предводени од Никола Гуревски, помош дојде и од државниот буџет во форма на 300 нови автобуси. Но по изборот на Тане Ларсовска за градоначелничка на Скопје и нејзиниот брз развод со партијата што ја поддржа ВМРО допомне, состојбата во ЈСП брзо се влоши. Колку? Направивме едноставен тест. Застанавме на првата автобуска постојка под депото на ЈСП, под железничка станица во Скопје. За секој автобус кој тргнува од железничка и поминува кај комплексот банки, меревме во колку треба да тргне од депото според возниот ред, а во колку стигнал на првата автобуска, која е на само неколку стотици метри оддалеченост. Од 17 автобуси колку што помина додека чекавме, еден дојде 3 минути пред времето во кое треба да тргне од првата станица. 8 дојда во интервал до 5 минути подосна од времето на тргнување според возниот ред, што би требало да се смета за вообичаено време да се помине растојанието од депото до првата постојка. 4 автобуси пристигна на првата автобуска во временски интервал од 5 до 9 минути од времето на тргнувањето од првата станица. Останатите 4 автобуси стигна со задоцнување од најмалку 10 до најмногу 45 минути. Или, низ проценти, 24% од автобусите доснеа значително веќе на првата автобуска постојка. Другите 24% доснеа малку. Останатите 52% дојда во интервал пократок од 5 минути од тргнувањето, што според должината на патот и времето од денот го категоризиравме како доаѓање на време. Но, за да си го провериме резултатот, направивме уште една консултација со оние кои им е важно да стигнат на време, а немаат друг избор за патување, освен со автобусите на ЈСП. Многу пати сум закаснал. Проблемот е што професорите не веруваат дека заради тоа касним, ама тоа е, да, се десило. Па некад се има случајно и дури на трети час од школа да дојдам. Од толку гужва што има во автобусите не можеме да се качаме нив. Кои ги каснат за бајле или кога се враќаат од школа? За бајле не се толку
Не може да касниш многу често со вајлето, но преку денот многу често се случува тоа. Токму во деновите додека нашата редакција се фокусираше на теренски истражувања, друга медиумска организација објави длабинско истражување за состојбите во ЈСП. Тим новинари на БИРН го искористиле законот за пристап до информации од јавен карактер, за да ги обезбедат така наречените дневни диспетчерски извештаи, каде самото предпријатие нотира колку требало, а колку навистина извозеле во текот на денот. Во сите извешти имаше сериозен број на невклучени автобуси. На дел од нив не пишуваше причината поради која што се невклучени, меѓутоа бројката беше голема. Оние кои што потоа биле вклучувани во сообраќај, во прва, во втора и во трета смена. Голем дел од нив се исклучуваат поради тоа што автобусите во тек на време, во тек на возење се расипуваат. Па видовме проблеми со нешалта, автобусот, грее, проблем со климата, па се повлекува автобусот. Проблем со сопирачки, што е мощно сериозен проблем. Понекогаш дури се повлекувале поради тоа што немаат светла, меѓутоа тоа се случувало во вечерните часови, поради немање на бришачи тогаш кога времето било дождливо. Имаше повлекување поради немање клими во време кога има сериозно зголемување на температурите. Јакимова додава дека освен поради дефекти, друг чест проблем поради кој се исклучуваат автобуси од сообраќај е немање возач, но и немање нафта. Меѓу причините кои што ги забележавме во овие дневни извештаи, одреден број на исклучувања има и поради тоа што немало возачи во моментот, например. Меѓутоа, она што ни падна нас многу невообичаено е тоа што многу често се исклучуваат автобуси поради тоа што нема нафта. Така што тоа што немањето нафта не е директно врзано со тоа колку се добри или лоши автобусите, туку едноставно имате еден куп полуобрта, еден куп линии кои што се исклучени во одредени денови заради тоа што предпријатието не можело да набави нафта или во моментот немало нафта. 360 степени побара интервју од директорот на ЈСП за доснењето на автобусите и генерално за состојбите во предпријатието. Не добивме повратен одговор. Во неколкуте јавни настапи кои ги имаше во текот на летото, тој објаснуваше дека едноставно нема доволно автобуси. Ние со овој возен парк што располагаме не можеме да го покриеме постоечиот возен ред зимски што е. Во возен ред треба да имаме околу 234-5 автобуси. Ние располагаме во моментов, ви кажам тоа на дневна основа, се менува дали имало некој удес, сообраќајка или било што, околу 190 автобуси. Причината што ЈСП нема пари да ги поправа автобусите според директорот е тоа што и државата не ги исплаќа редовно парите за превоз на учениците. Па надежда за подобро утре се гледа пред се во набавка на нови автобуси. Претhodната градска администрација, предводена од Петре Шилегов, успеа со своји сили да купи 30 автобуси, пошто градот започна со подготовка за воведување нов тип на јавен превоз – Bus Rapid Transit или на кратко БРТ. Актуелната градоначалничка Данела Арсовска најави ревидирање на проектот за БРТ, а во меѓувреме набавка на 250 нови автобуси. Но поразидувањето со ВМРО допне, таква одлука не може да помине во Советот на град Скопје. Верувам дека доколку ви беа искрени намерите, ќе гласавте за граѓаните надвори денес да не стојат на плюс 40 степени и да чекаат по 1 час автобуси, туку ќе гласавте за тоа да имаат барем надеж дека има некој во овој град кој што го гласале за програмата за модерно Скопје, заедно со вашиот председател господинот Мицковски, кој што сега е по некоја случајност премиер, кој што со мене заедно шеташе по целиот град и ги ветуваше истите тие автобуси кои што вие денеска не ги гласавте. Јасно е дека купувањето на нови автобуси, а со тоа и почитување на возниот ред, не може да помине без политички договор. Се најавува групна набавка од централната власт не само за Скопје, туку и за други поголеми градови. Но за сега нема прецизен термин кога би се случило тоа. Сепак, како што покажа и претhodните истражувања на 360 степени и она на Призма, во ЈСП не е проблем само недостатокот на автобуси, кога нема гориво или редовна замена на светлосните уреди на автобусите. Проблемите се очигледно многу подлабоки.
По оваа сторија ве пренесувам кон следната содржина, ново издание на рубриката Саботажа на авторот Сречко Поповски. Една од спецификите по 30 и кусур години независност е податокот дека во владиниот кабинет нема ниту еден министер од Штип. Таа очигледна предност веднаш ја користат нивните најголеми гастрономски опоненти, со ситни подметнувања околу веродостојноста на еден од специјалитетите. Ко нарачаш пита, ти носат пита со 2 яйца внатре, во питата некој Штип без яйца. Сега бев на штипска пастрамалија и пита без яйца. Тоа штипски изуме, во кое што се вика пастрамалија, а при тоа нема пастрама во незе. Се позначителното отсуство на мевце во оброците е тема за која се грижат синдикатите. Нивните очекувања ситуацијата да се подобри не се остваруваат, па затоа малициозно контрираат на владината кампања за успешноста во првите 3 месеци од преземањето на функциите. Не би коментирал во првите 100 денови што се случи, меѓутоа тоа што можем да го кажеме дека утре ќе биде постои првиот ден од новата влада и повторно нема да биде ништо сменато. На премиерот не му се брза, вели дека треба да се тера колај, без брзање, ама неговата математичка анализа е конфронтирачка, бидејќи иако евидентно има можност, тој сепак крати по половина од предвидениот ритам на движење. Мора да сме на земја, тивко, подобро половина чекор напред, отколку 3 напред, 2 назад и верувајте тоа веќе се чувства. Не чувствуваат сите, еврофилите се разочарани од одвојувањето од Албанија. Пригодата да станат допадливи веднаш ја користат љубителите на евроазиското сојузување. Русија е единствената слободна словенска држава. Таа е единствената силна нуклеарна сила словенска држава. Таа е единствената држава која што може да ги ослободи другите Словени од западното англосаксонско робство. Помеѓу од нив се левичарите. За нив е прифатлива дел од аргументацијата, но тие не би играле на пактови, туку директ би се поврзале со поранешните колонии во Тито Насер Нехруовата организација на неврзаните. И улогите веќе се надзираат. Тука ни треба некој нов Тито, веројатно, да процени ситуацијата и да знае кон што цели. Изборот на Мицко, Филипче... Како нов Тито? Па не знам сега, јас сум по убедување како Тито, меѓутоа дали сум нов Тито, ќе оставиме времето да покаже. И на крај, некој, како поранешните Титови омладинци, не можеа да чекаат, па веќе имаат изграден став околу тоа што значи дружбата со левичарите. Па, да кажем, да најдам прав збор, некои работи се као кога идеш со деца на бања, па сапунот ќе ти падне доле. Секој има своја верзија за децата и за бањата. Како и да е, некој ќе го јаде. Од или сапунот. Пред да ви кажам довидување, дозволете да ви информирам дека в понеделник ќе нема 360 степени поради други програмски обврски на МРТ1. Следното наше издание е по една недела, в четврток, повторно 20:15. Пријатно!